Живењето во центарот на Скопје е голема предност, но во исто време и голема опасност, поради зголемениот сообраќај и особено поради институциите кои што се уште се греат на мазут. Во последните години овде се изградија нови стамбени објекти во и така густо населеното место. Меѓу десетици згради се наоѓа Институтот за физикална медицина и рехабилитација. Неговата функција е да им помага на пациентите да се опорават по лекувањето. Терасата на кардиохирургот Васо Папестиев гледа во дворот на оваа институција. Тој е еден од станарите кои со утринското кафе пијат црнчат, дишат тежок мирис и имаат обоен пот. Неколку пати прибришување на масата, а на крпата се она што успеале да не вдишат. Нови фасади веќе се поцрнети, терасите се веќе црни и тоа е од согорувањето на мазутот, оној гареш кој што излегува од веројатно и делумно од неисправните котли. Така да и го чувствуваме и го гледаме тоа секојдневно. Граѓаните веќе презеле акција за да се направи некаква промена. 2021 година во јануари реагиравме до Државниот инспекторат за животна средина, од каде што за волја на вистината веднаш пратија инспекција и утврдија дека котлите се во очајна состојба и дека е под најтен можен рок треба да се замени енергенсот. Од тогаш не се случи ништо. Оваа година повторно реагиравме. Но од куќата каде што се креираат здравствените политики, со смирувачки тон за исплашените станари. На клиниката за физикална медицина и рехабилитација во Козле, Скопје, на иницијатива на самата клиника се прават редовни контроли на мазутот. Последниот извештај на Државната пазарна инспекција од пред неколку дена, каде е наведено дека испитаниот примерок по сите анализирани параметри е во согласност со стандардите и важечкиот правилник за квалитет на течни горива, велат од Министерството за здравство. Колку пати се надминуваат дозволените вредности? Што точно излегува од оџакот на институтот? Со активистот Давор Пехчевски од Екосвест поставивме машина на терасата на Папестиев. Добро, што покажуваат податоците од неполни 6 дена? Краток временски период е, индикативни податоци се, меѓутоа покажуваат дека има надминување на граничната вредност на PM честички, малку и на сулфур диоксид. Оно што е поважно, затоа што ги споредивме и со насоката на ветрот, покажуваат дека голем дел, значителен дел од загадувањето доаѓа токму од насоката, од генералната насока на Заводот за рехабилитација. PM10 честичките е надминале границата во последните 2 дена. Со паѓањето на температурите растеле вредностите и на PM2,5. Мерачот покажа присуство и на сулфур диоксид во воздухот, а тоа се должи на согорувањето на мазут. Вредностите се зголемуваат во утринските часови. Овој факт особено загрижува, бидејќи институтот се наоѓа веднаш до новоизграденото училиште Киро Глигоров, а во тој период околу 500 ученици пристигнуваат на училиште. Педијатарката Мими Кимовска Христов вели дека кај нас недостасуваат сериозни истражувања, но оти во светот постојат податоци за последици, особено кај децата и младите, за дишењето на честички од изгорен мазут. Прво и основно предвремено се раѓаат децата. Второ, децата кои што се мали, нивните патишта знаете колку се осетливи, колку осетлива респираторната слузница. А замислете тоа штетена слузница, каква подлога е добра за ковидот. Во Лондон прв пат сега доби дете кое што живеело блиску до извор на мазут, прв пат доби посмртница дека е почината од загаден воздух. Тоа многу значи. Значи дека народот се освестува, значи дека на народот му е преку глава практично да ги губи децата вака. Нечисто гориво во комбинација со лоши процеси на согорување е еден од најчестите и најопасните извори на загадувањето, вели универзитетскиот професор Дејан Мираковски. Неправилното согорување на мазутот е извор на значително поголема концентрација на загадувачки компоненти, например суспендираните цврсти честички PM2,5, популарно наречените, емисијата на мазутот во однос на нафтата, на дизел горивото е некаде околу 90% повисока. Дополнително често овие честички содржат и тешки метали, маркери за согорување на мазутот се никел, ванадиум, па и арсен,
ако се комбинира и со лош процес на согорување, се формираат и нецелосно согорени јаглеродни компоненти кои што се нарекуваат полиароматични јаглероводороди, кои што може да имаат екстремно негативно влијание за здравјето, па дури и канцерогени ефекти врз здравјето на луѓето. Употребата на вакви горива, особено во урбаните средини, мора итно да запре, вели Мираковски. Од Министерството за здравство велат дека Клиниката за физикална медицина и рехабилитација е дел од 28 објекти во кои ќе се унапредува инфраструктурата како дел од проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Од Министерството не информираат за временската рамка, а станарите губат трпение. Па веројатно ќе го блокираме заводот со работа. Парадоксално една институција која што лечи луѓе, која што до пред некој време лечеше ковид пациенти, да биде најголемиот загадувач во централно градско подрачје, каде што имате густа населеност. Иронично е што институтот пред половина година издал прирачник за респираторна гимнастика. Додека се чека на промените, вежбите може да се практикуваат за надминување на респираторните проблеми.